многу често забораваме за тоа во каква личност сакаме, каква личност ќе изградиме од тоа дете. Кад децата кои што посетуваат дефектолог или логопед во училиште одат многу повоспитани отколку децата кои што сега ова може би звучи грубо, немаат потреба од таков да. третман, да. Образованието не ја постигнува целта за морален развој на децата. Што мислиш околу воведувањето на религиско образование во јавните училиште? Исто како и инклузијата, мислам дека прво треба јавната свест малку да се подкрене за тоа. Семејствата да го прифатат тоа, па да може тоа да влезе во училиштето. Што се случува кога семејството ќе добие принова? Голем дел од родителите веќе се подготвени за тоа. Следат курсеви, обуки, читаат литература и се. И сега, за да може да полесно да се справат со сето тоа, еве првиот проблем во секојдневието кога ќе потпорасне детето е тоа што секој дете сака да брцне во штекер. Така, што направивме ние? Измисливме заради приходи, заради бизнис, измисливме нешто што родителите знаеме дека ќе го купат. Тоа се заштитници за штекери. Така, заштитници за ќошови, заштитници за фиоки, да, за се. Ние му забранивме на детето да истражува. Детето може да напредува само ако е љубопитно и ако истражува. Не може на друг начин. Добре дојдовте во новата епизода на Смисла. Јас сум сестра Ефимија, а денеска со мене е и отец Бобан. Денес отвораме тема која што сите на некој начин не засега, но никако да и пристапиме малку подлабоко. Остануваме многу често на површината. Мора да признаеме, отец Бобан, дека живееме во едно време кое што јас би сакала да го наречам време на информацијско прејадување. Нашите млади генерации, нашите деца, фрапантно, сите знаат да користат вештачка интелигенција, знаат како да решат најсложени равенки, како да се надпреваруваат за подобро место, за првото место и така натаму. Меѓутоа, јас и ти многу често разговараме на оваа тема, дека додека ги полниме нивните глави со податоци, со информации, како да го пропуштаме она најважното во нивните животи. Дали сметаш дека во трката по знаење, всушност, ние го пропуштаме ја пропуштаме воспитната компонента, односно го губиме човекот? Многу добро срочено и многу добро кажано од аспект на тоа дека на вистина на оваа тема и те како го интересира современиот човек, или би рекол јас, стои на плеките на современиот човек или на денес на модерниот начин на живење, затоа што колку што е суштинско прашањето за ова време било суштинско, би рекол за сите времиња. Имено токму тоа образование и начинот на кој што пристапуваме во него, со каква содржина го полниме и што сакаме да добиеме како производ е нели многу важно. И јас затоа ти го спомна она што го идентификуваше како информацијско прејадување, но јас би спомнал еден термин дека денеска го живееме не само процесот на образование, туку и процесот на безобразование, односно на одземање на образот. Знаеме и јас и ти добро дека од теолошка перспектива образованието имплицира или како таргет го има образот на човекот, оној образ што во човекот со актот на создавањето го постави Бог како зададеност. Но зададеност која што треба да се унапредува. Тоа не значи дека тој е несовршен. Совршенството му е дадено како потенцијал, а тој потенцијал е нели тоа да се усличнува или да се уподобува на Бога. И затоа би рекол дека процесот на образование треба да биде токму во таа насока, да внесува во човекот перспективи, критериуми кои што ќе го зачуваат тој образ од една страна, а од друга страна ќе го
унапреда до потенцијалот на совршенството кој што веќе нели му е зададен. Што сакаме наједноставно да кажам, дека ние навистина можеме децата да ги полниме со премногу информации, например да направиме добар инженер, ама што ако тој инженер живее без емпатија, значи нема буквално симпатичност кон ништо, туку само е свртен кон она со кое што сме го полнеле цело време и тој станува, би рекол, само една интелигентна алатка која што машина која што не умее да љуби, која што не умее да разменува, која што не умее да се сретнува, која што не умее да се спријателува, која што не умее да жртвува и да се споделува на некој начин, и создаваме само производ за општеството кон кое што тежнеме, а тоа е општество кое што е конзумерско и кое што е потрошливо на некој начин, само го има предвид економскиот аспект. Како што рече ти во една прилика, тогаш значи вистинското знаење без вредности е како брод кој што има моќен мотор, но нема кормило. Да, тоа е вистинското образование е кормилото всушност што недостасува во целата оваа приказна. Прашањето ми е како да се вратиме на она што е суштинско. Дали училиштето треба да произведува само кадри или да воспитува хумани, емпатични, алтруистични личности. Еве јас и ти сме дел од асоциацијата на професори по етика во религии, ја представуваме, ги представуваме нејзините барања и така натаму, и често пати во јавноста зборуваме за потребите од религиското образование во јавниот образовен систем, кое што на некој начин би требало да биде оној елемент што недостасува, онаа компонента што недостасува во образованието, со цел да можеме да воспитаме личности кои што ќе можат да селектираат помеѓу понудените концепти, да одредат што е вистинско добро, што е лажно и така натаму и така натаму. Милион прашања има. Предпоставувам дека сега и нашите гледачи знаат која е темата на која што ќе говориме денес, а тоа е моралниот развој на децата, односно враќањето на балансот помеѓу интелектот и етиката. Со нашиот гостин денеска ќе зборуваме дали системот воопшто му остава простор на наставникот, на семејството и така натаму, на сите оние средини во кои што еден млад човек, едно дете се развива и доаѓа во допир со нив да бидат воспитувачи. Ќе разговараме со нашиот денешен гостин Драган Даскаловски, дефектолог и стратег за рана интервенција, име поврзано со посветеност, синоним за посветеност и надеж за стотици семејства во нашата земја и надвор од неа. Она што те прави вистински наш денешен соговорник на темата која што ја одбравме е твојот стремеш за зацврстување на принципот на инклузија и етичност во образовниот систем, бидејќи од оние сведоци кои што од оние луѓе кои што можеа да посведочат, а биле дел од оние тренинзи кај тебе, слушнав дека не ги учиш децата само како да се прилагодат на светот, туку ги учиш и семејствата и системот како да го препознаат ликот во секое дете. Драган, добре дојде. Добре ве најдов. Во нашиот подкаст Смисла. Добре ве најдов и благодарам за најавата. Како си? Но одлично. Така. Драган, со отец Бобан направивме се обидовме да направиме еден вовед, еден краток вовед во денешната тема за која што сакаме така малку подлабоко со тебе да разговараме. Како што и претходно спомнав, ти си едукатор, односно поддржувач, си понудил помош на 700, на повеќе од 700 семејства. Низ сите тие средби со родители и со деца, веројатно чувствуваш дека денес премногу се фокусираме на оној аспект кој што и ние самите со отец Бобан го спомнавме, дека детето може да постигне
високи оценки, многу вештини, резултати и така натаму, меѓутоа веројатно и ти сметаш дека многу често забораваме за тоа во каква личност сакаме, каква личност ќе изградиме од тоа дете. Каде во тој процес на рана стимулација ја како професионалец така ја вградуваш етиката и емпатијата? Етиката мора да биде секојдневие за секој сега ајде професионалец, за секој човек. Реално, посебно пак кога се работи со деца, затоа што прво само по себе бара прилагодување кое што е надвор од рамките наши како личност. Многу често мораме да се спуштиме прво на нивото на детето, а од друга страна мора да ги разбереме потребите на детето ако сакаме да му помогнеме. Од трета страна пак е семејството, кај што многу внимателно мора да пристапиме, особено во ситуации во кои што семејството првпат се сретнува со термин кој што за нив делува страшно и погубно. Не е тоа секогаш така. И сметам дека, барем во нашата пракса, во нашиот центар, сметам дека добрата мисла и добрата прогноза, да речеме, се водечки во целиот процес. Оно што го спомнавте во најавата со отецот во однос на образованието, малку сакав да кажам само дека тоа никогаш не може да се одвои од воспитувањето. Точно. Тие секогаш одат заедно. И тоа е нашата препорака многу често за родителите, дека без оглед на предизвикот со кој што се соочува детето, мораме паралелно да го водиме процесот на воспитување. Кај малите деца тоа е малку потешко, затоа што тука се фазите во кои што поминуваат како најтипичната, да речеме најпознатата за семејството, тоа е фаза на негација, кога се случуваат и тантрумите за детето. Меѓутоа тоа не е ништо страшно, затоа што реално тоа е диференцирање на емоциите кај детето. Детето подобро да ја помине таа фаза, за да може емоциите да се развијат како што треба, отколку да ја прескокнеме, да угодуваме постојано само за да не се случи. Затоа што секако ќе се случи. Подобро да се случи на 2 годишна, на 3 годишна возраст. Кога и стои да се случи. Кога личи да се случи, отколку да се случи на 8, 9, 12 годишна возраст. Кога е всушност и потешко за контрола потоа, нели? Понатака веќе нема контрола. Нема контрола. Кај нас образованието некако, мислам дека последниве 20 на години притисокот кој што го живееме, конкуренцијата која што е се поголема, таа фразата која што ја кажавте, учи за да не работиш, нели сето тоа некако ни ги измести параметрите за тоа што е вистинската вредност која што ние сакаме да ја достигнеме во животот. Образованието во основа и терминолошки ако го разгледате, не значи петки, не значи тестови. Значи образ, значи форма, значи лик, значи карактер, така. Ако се вратиме многу поназад, да речеме уште пред нашата ера, кога биле Египет, кога била Платоновата академија, образование е тоа. Едукација, ако земеме да речеме латинското потекло на зборот, едукацијата значи да влиеш, да извлечеш нешто од другиот. Не значи да го оценуваш, не значи да го трупаш со информации. Тоа е проблемот кој што денеска се случува и со најмалите, а тоа е кога ќе ги ставиме пред екраните. Што се случува тогаш? Детето само прима информации, нема пауза, не може мозокот да го обработи тоа. Често не соодветни за возраста? Најчесто не соодветни. Да, најчесто се несоодветни за возраста. И се тоа премногу стимуланси кои што мозокот реално не може да ги процесира, да, и не може да ги складира потоа за да може да ги користи. И затоа е многу важно, особено првите 1000 дена. Значи од зачнувањето се почнува. Од зачнувањето, мајката и таткото треба да зборуваат на плодот, треба да му пеат песни, да разговараат пред него, да го галат, затоа што тоа се првите врски. Многу е воодушевувачки како истражувањата покажуваат дека во суштина бебето го препознава, односно фетусот веќе го препознава гласот на мајката, затоа што звукот најлесно се спроведува преку тврда материја. Да, а тврдата материја е рбетот. Од тука, од гласот, тоа се спроведува до утробата. Детето веќе го препознава гласот. Вибрацијата. Нормално, па да, се е вибрација. И затоа кога ќе се роди детето, најлесно се смирува со мајката и покрај тоа што ја гледа прв пат. Еве сега самите го
Она кое што некако планирав да ве прашам, самите ми го најавивте, нормално и тоа и во вашите истражувања го посочувате за тоа колку е важна и пресудна улогата на родителот во, би рекол, воспитувањето на детето или неговото присуство. И еве сега во вашите истражувања, веројатно тоа го црпите и од некои поопсежни истражувања, кажувате дека е особено присутна, фокусирана или потребна, како да кажем, во првите 5 години од развојот на детето. И сега тука често се случува кај нас во нашиот пристап една дилема или еден неправилен однос, кога ние толку заштитнички се однесуваме кон детето, што го спречуваме од многу аспекти до кои што треба да дојде преку само спознанието на нештата, нели, го спречуваме да се изгори, а треба да се изгори, не во вистинската, ова сега го кажувам во фигуративната смисла на зборот. За да не посегнува погнот повторно. Така, сакам да кажам дека во смисла на тоа дека ние спречуваме детето да ги спознава искуствено нештата, до толку го заштитуваме како да правиме потоа од него еден производ кој што не умее, изградуваме еден карактер кој што не умее да се соочи со нештата кои што ќе бидат предизвик во неговиот живот. А вака, мислам дека тоа е повеќе пак ќе кажам, тоа е поврзано со стилот на живот, реално, затоа што притисокот е огромен за семејствата и родителите многу често сакаат да си олеснат работата. Премногу информации добиваме сите реално и јас понекогаш се бунам кога ќе читам литература или кога гледам курсеви, кога следам, се бунам што е вистинското и што е тоа што е правилно. И ние цело време се трудиме да одиме напред во суштина, забораваме на основата. А основата се теории кои што се поставени пред стотици години и кои што се уште држат вода и нема да се сменат никогаш. Што се случува кога семејството ќе добие принова? Голем дел од родителите веќе се подготвени за тоа. Следат курсеви, обуки, читаат литература и се. И сега, за да може да полесно да се справат со сето тоа, првиот проблем во секојдневието кога ќе подпорасне детето е тоа што секој дете сака да брцне во штекер. Така, што направивме ние? Измисливме заради приходи, заради бизнис, измисливме нешто што родителите знаеме дека ќе го купат. Тоа се заштитници за штекери. Така, заштитници за ќошови, заштитници за фиоки, да, за се. Ние му забранивме на детето да истражува. Детето може да напредува само ако е љубопитно и ако истражува. Не може на друг начин. Ако го ставиме само во една точка да гледа постојано, тука немаме напредок. Синаптогенезата е најактивна во првите 3 години, а нови синапси во мозокот се формираат исклучиво преку нови искуства, преку ништо друго. Го заборавивме контактот со природата. Многу ретко сме во природа. И кога сме во природа, обично одиме по асфалтирана патека, носиме храна, пијалоци, ќе седнеме на некој летниковец и завршала да не се извалка, да не падне во калот. Точно. Да не јане од калот. Многу голем број од децата не може да трпат рацете да им бидат извалкани, облеката да им биде извалкана. Веднаш тоа мора да се пресоблече. Заради тие такви ситуации почнува да се наметнуваат и некои други работи, кај што ние постојано ги штитиме децата. Еве, ова фазата на негација е едно од најтипичните проблеми, ако можам да ги кажам за родителите, затоа што во англиска литература ги опишуваат како terrible two, што за мене е ужасен термин и што сметам дека за дете воопшто не треба да се користи нешто такво. Меѓутоа, така е веројатно поатрактивно. Ама некако ја опишува работа. Не, ако не се разбираме во состојбата, во ситуацијата, во развојот на детето, да, така ќе го доживееме, како нешто по-страшно, по-проблематично. Меѓутоа, не е реално така. Тоа е развојот на детето. Детето мора да се соочи со некаква пречка, да се изгори на огнот, тоа што го кажавме, ама тоа мора да биде толерирано. Нели, имаме корегулација за емоциите, тоа е родителот. Со родителот почнува се, со родителот тече се и со родителот завршува се. Значи тоа воспитување, формирањето на една личност трае 25 години, потоа почнува процесот на старење. До 25 години треба да ние како професионалци или како луѓе генерално да влијаеме таа личност да биде комплетна, не само од информацијски карактер, да биде полна со информации, да биде корисен член на општеството заради материјална природа.
туку заборавивме на единството. Децата не ги учиме на единство, не ги учиме да си помогнат. Гледаме, сите програми ни се генерално индивидуализирани во училиштата. Се да се прилагоди на детето. Меѓутоа немаме предизвик за децата веќе. Немаме предизвик. Не се пофалени тие што се добри. Не се критикувани тие кои што не се добри. Како ние ќе го поставиме тој баланс? Како ќе поттикнеме детето да напредува? Ако цело време е во зона на мотив, комфор. Да. И ние се трудиме да бидеме во зона на комфор, а тоа е заради други причини, затоа што сме анксиозни, затоа што брзо живееме, затоа што премногу работи треба да постигнеме, многу се очекува од нас, многу очекуваме сами од себе. Да. Она што еве така ми остава в печаток, го спомна сега тој аспект на комфор. Ги оставаме децата да пребиваат во таа зона на комфор. Сега тука мене ми се поставува едно прашање, бидејќи еве вака те поврзувам секогаш со тоа дека ги поддржува семејствата, им помагаш на семејствата кои што имаат деца со пречки во развојот. Колку тоа што не ги оставаме децата да се соочат со предизвиците и ги оставаме да пребиваат во таа зона на комфор, произведува личности кои што не знаат да се носат со предизвиците кои им доаѓаат во училницата. Еве, често се прашуваме сите ние, дали принципот на инклузија во училиштата, речиси во секој клас, во секое училиште има дете кое што има некаков аутизам, некакви пречки во развојот, па има асистент во образование и така натаму. Колку останатите деца го прифаќаат детето кое што има пречки во развојот, колку тие знаат да се носат, колку тие ја развиваат хуманоста покрај него, колку тие имаат развиена или немаат емпатија за да го понесат тоа дете во училницата. И така, можеш ли да ми кажеш дали принципот на инклузија, особено во македонскиот простор, е сведен само на поставување на рампи и на асистенти во образование? Да, тоа би бил најдобриот опис. Реално, тоа е процес кој што треба да трае декади. Реално, перманентен процес. Ние скокнавме сите скали, се качевме на последната. Наметнат процес беше изфорсиран и некако сега си ги гледаме последиците од сето тоа. А реално последиците се за сите, не се само за учениците или само за децата кои што се соочуваат со некаков предизвик. Кога се прават такви промени општествени, се почнува со подкривање на јавната свест. Ние тоа како чекор го заборавивме, го изоставивме некако и веднаш отидовме на рампите и на влеговме неспремни во. Да. Од друга страна, ставот кој што детето, ученикот ќе го заземе кон другарчето кој што се соочува со предизвик е тоа што ќе му биде пласирано. Ако начинот на кој што тоа дете се перцепира во семејството е различен од тоа што се очекува, нормално е тоа дете да го поддржува ставот на родителите или евентуално ставот на наставникот или воспитувачот во градинка, затоа што тие деца ги има секаде и не е тоа ништо различно, толку страшно и не е нешто што не може да се прифати. Ние секојдневно работиме со деца и верувајте, тоа се преубави моменти, преубави емоции, многу играње, многу љубов, така да нема тука нешто што може да не исплаши или да направи да ние се почувствуваме загрозени од било кој аспект. Училиштата, тој делот со, да речеме, градежниот аспект го решија некако и еве ставија придружба, меѓутоа придружбата во училиштата не значи дека детето кога ќе се вознемири треба да биде изнесено и однесено во сензорна соба за да се смири. Не, таа придружба е таму за да му помогне на тоа дете да се вклопи во средината. И ова е уште еден показател дека училиштата се фокусирани кон полнењето на главите на децата со информации, не развивањето на карактерот и на личноста, затоа што они немаат време да обрнат
Наставниците немаат толку време да обрнат внимание на градењето на релациите покрај материјалот кој што треба да го предадат. Не сум ни толку сигурен, не знам колку често имаат они време и да го повторат за да го утврдат тоа што го учеле. Многу често само брзаат низ материјалот за да го поминат материјалот. И реално така се менува се. Програмите кои што се поаѓањето на децата во училишта, да речеме, некако и тоа беше копи-пейст од некој друг систем, на 5,5 години, на 5 години, 9 месеци поточно, не може детето да биде спремно за лексички способности. Не може да биде спремно за операција. За концентрација, за присуство. За тоа па воопшто. Ама генерално, значи може да биде процес на адаптација, а процесот на адаптација за прво делинчиња трае најмалку 1 година. Само една дигресија тука, извини што те прекинувам, тоа е интересен податок кој што го прочитав, мислам дека беше во Јапонија, каде што до трето одделение тие воопшто не им предаваат материјал на децата, туку ги учат за вештините на секојдневиот живот, односно за животните навики. Дружење меѓусебно, работа што го спомна со природата, буквално социолошки, општествен, па и морален аспект, нели, на воспитание на детето, а потоа да следи класичното информациско, ако сакаме да го наречеме образование. Колку тоа кај нас би било применливо, би било применливо. Знаете, кај нас се поддржува иновацијата, меѓутоа таа иновација е најчесто копирана од другите системи. Не е ништо иновативно, тоа е веќе нешто што сме го виделе. Ова моментално што го живееме во образованието е Кембридж систем. Ако не се лажам, последната промена беше таа. Претежно се задржува на логика, на математички операции, ама дете на 6 години не може да научи собирање и одземање по природата на развојот. Тоа може да се случи после 6,5-7 години. Тогаш веќе почнува да се развива, да се утврдуваат, да се усовршуваат вештините за сваќање на апстрактните поеми. Сестра Ефимија, ќе ми дозволиш пред да преминеме, нели, на следниот аспект од разговорот, Драган, се извини, можеби ќе те доведам, нели, на клизав терен, малку провокативно, но бидејќи го спомнавме аутизмот како состојба, би ја нарекол јас, нели, кај многу од децата, не толку како би ја опишал како модерна, туку како пофреквентна, се повеќе застапена, а твоето мислење, не од медицински аспект, од научен аспект, туку од еден искуствен аспект. Не само постојано да одговараме на прашањето, но те прашувам и тоа што може би да е причина за таква појава кај едно дете, туку како ние со таквите деца. Знам, лепезата на аутизам е различна, не со сите може пристапот да биде ист, но чисто искуствено, зошто може би се појавува и на што треба да бидеме подготвени? Зошто се појавува, тоа се многу фактори во игра, уште не знаеме, генерално се врзува, барем моето мислење дека најголем причинител е некаква промена во метаболизмот, во функционирањето на обработката на храна. Понекогаш може да биде и невролошки тоа асоцирано, генерално не може да биде еден причинител. Од друга страна, ќе ви го откриам клучниот принцип по кој што јас работам, па врз основа на тоа вие ќе можете да заклучите како да пристапите кон децата. Никогаш не третирам дете на различен начин, затоа што ако така го третирам ќе добиам различно дете. Тоа што го правам е во суштина тоа што би го правил со сите други деца. Само на тој начин можам да добиам соодветен одговор. Затоа што јас сакам дете кое што е слично на мене, на неговите родители, на општеството. Не дете кое што е различно од сите. Со децата со аутизам или сеедно со било која друга состојба, предизвици, развојни, секогаш почнуваме со истите игри со кои што почнуваат и родителите дома. Тоа се лази, буба, дзе, тапшин, танана, доколку немаме контакт со очи, доколку не се одзива на име. Сеско коткаме, играме брканица и тоа дава една емоција која што е основа за се понатака. Значи, на основ на емоции генерално се базира нашиот протокол. Меѓутоа, никогаш различен пристап. Има толку многу техники, има толку многу методи кои што се користат, посебно сега како се разработува оваа тема, како е поактуелна, како не засега сите реално. Се обидуваме да изнаоѓаме начини, ма пак ќе кажам, ќе се вратиме на основата. А основата е дека мораме да го следиме природниот тек на развој.
Дали би било логички она кое што еве јас бидејќи често се случува како свештеник да бидам запрашан. Нели, за тие деца, за состојбата на тие деца и секогаш луѓето го бараат одговорот што јас мислам, или пак веќе доаѓаат со некој одговор, пак се плашат. Еве сега, например, ќе го спомнеме тој момент, нели, вакцини, па дали да го вакцинирам детето, па дали не. Јас никогаш како свештеник не се мешам во тоа, затоа што навистина не ми е местото таму. Си го кажува, нели, медицината, си го кажува државата, потребата од вакцинација и така натаму. Но според моето сваќање, а некако задира во ова кое што ти го одговори, е дека отсуството на диалог со детето, низ играта, низ посветеноста на вниманието, оставањето на детето пред екранот, без присуството на емотивниот аспект од таткото, од мајката и така, кој што не ги обвинувам, се фокусирани на секојдневието, ги обременува заедничките меѓуодносите и така натаму, некогаш на вистина немаат време. Мене ми се случувало тоа. Морам да сработам нешто. Детето е захтевно, ќе го ставам пред телевизорот за да морам да го завршам тоа. Но колку пренагласеноста или отсуството на интеракција со детето може би да биде причина за се. Зашто влегува во свој свет. Како причина може да ја отежне состојбата. Како причинител може да биде во ретки случаеви. Од друга страна, родителите денеска, пак ќе се вратам на тоа, се преполни со информации. Толку многу знаат, само што го знаат тоа што е пласирано на социјалните медиуми. Теоретски некако. Па не е баш тоа теорија некоја. Мислам, тоа е повеќе за да привлече внимание и да има повеќе лајкови, не е за да навистина го научи. Со практичност, да. Точно. И генерално се сведува на тоа да родителите многу често сами доаѓаат со диагноза кај нас, без да се консултираат со некој друг. Нели кажуваат, моето дете е и па учиме за болести и симптоми од интернет, например. Да, ама во основа не е тоа така. Така е. Многу често, кога се децата до 3 години... Многу често промашуваат. Па, јас во принцип не сакам да си играм со диагнозите. Прво, сметам дека би требало да дадеме шанса на рана интервенција. А раната интервенција во суштина е да се поттикне развојот на детето во тој критичен период за да го избегне системот, не за да влезе во системот. И никогаш не знаеме кога ќе си поиграме со детето малку и кога ќе го поттикнеме развојот, што ќе добиеме за возврат. Затоа не сакам да зборувам за диагнози, посебно не со родителите и посебно не за деца под 3 годишна возраст, затоа што мислам дека промените кои што се случуваат кога родителот ќе се вклучи се неверојатни. Што беше друго да прашуваш? Добро го каже ова во насока на тоа дека нели ние ако однапред пресудиме и се осудиме, некако е одзема нашата волја нели да се вложиме и да ставаме лимит. Да, и бариери веднаш тоа некако не поттикнува. Вториот аспект на прашањето беше како со тоа? Во однос на соочувањето со таквите деца. Дали треба веднаш да знаеме дека тоа е, факт е, тука е, присутно е со нас. Се од тука тргнуваме, а не сега да го разглобуваме, сето тоа, да го присутнуваме логиката, зошто, како, што. Да, со каков е проблем да се соочи човек, прво оди размислувањето. Кај родителите тоа е малку подолг процес, ако веќе се сооча со диагноза, тоа е процес кој што трае со години. Многу ретко може да излезат од прашањата како, зошто, дали, требаше ли мене и такви работи. Кога почнуваме со мали деца да работиме, без оглед на каква и да е моменталната состојба или ситуација, ние секогаш почнуваме со работа со родителите. Од таму почнува се. Да надокнадиме тоа што треба, прво, тоа што е пропуштено, заради претежно се тоа екраните. Сега, ако се лажеме за другите работи, значи генерално е тоа 3, 4, 6 часа дневно. Да го надокнадиме пропуштениот период, па после тоа веќе можеме да разговараме за други техники, за други методи, за други тактики, како да поттикнеме уште подобро да биде. Претходно спомнавте и за кога зборувавме за образувањето и воспитувањето, јас само би сакал да кажам дека децата кои што посетуваат дефектолог или логопед во училиште одат многу повоспитани отколку децата кои што
сега ова може би звучи грубо, немаат потреба од таков да. третман, да. Да, затоа што работат со различни профили, работат 45 минути најмалку, нели во текот на денот, меѓутоа освен од тие основни работи, вештини кои што треба да ги совладаат, учат и други работи. Како да созреваат малку, нели, во некои аспекти дополнително? Се подготвени и имаат повеќе разбирање за другите отколку другите што имаат за нив. Да. Така. Драган, ако се сложиш, би се вратиле малку на оние почетни аспекти на темата која што ја поставивме. Ми се чини дека морам да поставам едно прашање со цел да ја исцрпиме, да го исцрпиме тој аспект од оваа тема. Јас и отец Бобан во воведот спомнавме дека во системот на образование можеби недостига една компонента која што е многу клучна во самиот морален развој на децата, затоа што мора да се согласиме со тоа дека недостига таа компонента во образованието и дека образованието не ја постигнува целта за морален развој на децата. Што мислиш околу воведувањето на религиско образование во јавните училишта? Еве сад ние не сме тука да зборуваме за религиското образование, меѓутоа да, меѓутоа еве сакам чисто од тебе како еден професионалец, како еден човек кој што работи со родители, со деца и така натаму, како човек кој што патувал многу и искусил различни системи, аспекти, да. Ете, што мислиш околу тоа? Дали тоа може на некој начин да помогне во однос на моралниот развој на децата? Исто како и инклузијата, мислам дека прво треба јавната свест малку да се поткрене за тоа. Семејствата да го прифатат тоа, па да може тоа да влезе во училиштето. Иако сметам дека тоа многу добро би одело со родителско советувалиште заедно, кое што е неопходно, затоа што родителите треба да се спремат за тоа што следува, ама треба вистински да се спремат и да не бидат пренатрупани со информации, затоа што тоа само ги збунува и не знаат во која ситуација што треба да направат. Сега имаме толку многу родителски стилови, толку многу начини на размислување, на пристапи кон деца, кои што реално не можат да го остават родителот рамнодушен и се обидува да проба на било кој друг начин само за да си го реши проблемот. Се сведува на тоа, нели? На решавање на проблем. Имам проблем, да го решиме проблемот. Меѓутоа, еве и искуствено да речеме на мојата Инстаграм страна која што е родителски совети претежно, најмалку се лајкувани постовите кои што се поврзани со емоционалниот развој на детето, моралниот развој на детето. Зошто? Затоа што избегавме од суштината. Затоа што се вртиме точно така. Само практични станавме. Да. Затоа што гледаме надвор, внатре не гледаме. Значи, ретко кој од нас, мислам и ретко кога се отвараат теми да направиш една самоанализа, немаш време да направиш самоанализа, затоа што брзаш да ги завршиш сите работи. Работата со деца во суштина е работа на себе. Постојано работиш на себе за да можеш да понудиш нешто повеќе кај на детето да му дадеш. Еве сега се наметнува и што е со талентираните деца, што е со надарените деца. Единствена опција за нив е да прескокнат одделение и да одат во друго одделение. Да, ќе одат во поглед на материјалот кој што треба да го совладат. Што е со емоциите? Како ќе го поттикнеме тој дел? Па нема односи. Мислам, кога последно сте виделе друштва од деца надвор да си играат? И кога си играат, тоа со телефони се во раце. И тоа е нашето секојдневие. Не го критикувам, не го демонизирам сето тоа. Ние мора да одиме напред со развојот на технологијата, ама не смееме овој дел да го заборавиме. Бројот на пријателства се намалува, разговорите се намалуваат, искрените разговори, љубовта, значи Драган, само немој да ме порази сега со ова што ќе го кажам, во минатите емисии кажав дека јас на времето
меѓу другите аспекти на дружба сум вклучил и играње ластик со девојчиња. Па сега гледам некни испадна, го шеруваат рилот во кој што зборувам за тоа и кажуваат дека требало да ми се провери моето CV пред да бидам ракоположен за свештеник. Така што не знам, кој ќе го провери? Да, но знаете, гледате сега, нели, нешто што го посочуваш како искуство, нели, од кое што јас сум црпел образование и воспитание или инклузивност, а на некој начин сестраност, ете така би рекол, и тоа, знаете, живење во делење на работите, дека се женски или се машки работите, игра е игра. Нели са, нормално. Веројатно вие во процесот на воспитание на детето негде го запирате, нели, вашето дете, но нели да не испродуцира нешто или да се навикна на нешто што можеби не треба да му припаѓа својствено, но зошто, нели, интеракцијата би било проблем. Ама ние не потикнуваме ориентација, така е. Ние потикнуваме игра. Така. Кој како се чувствува, тоа е се супер. Од друга страна, може ми било за девојки да освојам? не. Ај кој не грешил, нека земе каменот. Да. Не можеме да судиме. Од друга страна, преку грешки се учи, ако веќе ги правиме грешките. Ама за да може да се коригираме, треба да знаеме ние со што се соочуваме. Реално се врти околу тоа дека родителот треба да работи на себе ако сака да го потекне детето. Во односот на играта нема дете кое што поминало во било кој центар, значи не само во нашиот, за ова ви тврдам да не си играло со меча да го храни, да го пресоблекува. Каква игра е тоа? Така, да. значи во однос на играта нема правила, нема граници. Ако забележиме дека тоа поминува некоја граница, да, наше е да насочиме. Интервенираме, да. Точно. Меѓутоа интересите, не знаеме од друга страна што тоа буди кај тоа дете. Ако видиме дека тоа буди креативност, дека буди сосема друг аспект на развој на емоции, дека е различно од тоа што се очекува, да, ќе добие поддршка во насока во која што треба. Меѓутоа, кај мали деца не можеме реално ни да зборуваме за нешто такво. Од друга страна не можеме да зборуваме ни за карактер, затоа што карактерот тогаш се кова, родителите најчесто го прават тоа и околината. Се што е кај мали деца можеме да прогледаме низ прсти. До возраст од 8 години. После тоа веќе Ајде се случуваат и, нели, често пати се исправаме пред тие ситуации, веројатно и вие се соочувате во вашиот искуствен пристап. Еве, јас лично како родител би го упатил тоа прашање, се случува. Гледаме филм со сопругата, така, детето ќе биде присутно, нема да биде присутно, некогаш многу сака со нас да гледа заедно, таму има сцени кои што се сосема природни и, нели, нормални, но од денешен аспект има и сцени кои што имплицираат на ориентација во таа насока. Јас, например, не го спречувам, но му објаснувам на детето што е тоа, затоа што прашува. Тато, зошто се бакнуваат, например, дали ова женско, зашто се бацуваат две женски или така натаму, така натаму. Треба ли да го бркаме детето како што нас ни праја, нели, на времето? Тоа ќе го објасните некако, објасните му еднорог кај ќе види. Значи, тоа некако на некој начин ќе го објасните, ама што е тоа што го гледаат на многу помала возраст и што е тоа што тоа ги учи. Сега веќе истражувања да почнат да покажуваат и кои се штетни програми за деца. Тоа што најмногу го гледаат децата излезе дека е и најштетно. Зошто? Затоа што ние на 4 годишна возраст имаме дете кое што чита. Така, чита, ама не разбира ништо од тоа. Или зборува англиски. Од една страна тоа е сосема во ред, ама синапсите така се прават во мозокот. Колку повеќе практикуваш нешто, толку поцврста врска имаш во мозокот. Тоа е секојдневието реално кое што го живееме, за на крај да стане рутина и да функционираме ние во зона на комфорт. Ако екраните се рутина, немаме напредок. Немаме напредок затоа што немаме комуникација. Се почнува од комуникацијата, се почнува од интеракцијата, од допирот, од масажата. Значи, кога родителот ќе го земе детето во прегратка, сега во последно време веќе почна многу да се форсира да родителите го држат детето кожа на кожа. Затоа што тоа е многу важно, затоа што корегулацијата на емоциите, односно регулацијата на емоциите, детето ја учи преку ритмот на срцето на родителот. Кога е вознемирено и кога вие ќе го земете во раце и ќе го гушнете, тоа чувствува дека вашето
срце чука побавно од неговото, затоа што е смирена атмосфера. Ние секој од нас личниот проблем го гледа како многу поголем од тоа што реално ќе го види околината. Исто и со децата. Со децата нема различни принципи на комуникација и на интеракција. На истиот начин како што комуницираме возрастните меѓусебно, исто и со децата. Не може детето да биде непочитувано. Не може детето да биде омаловажувано. Не може прашано, нели, што мисли за нешто. За некои работи да се нуди избор, меѓутоа генерално детето само за себе не може да расуди што е. Да, јасно. Согласно возраста, нели, зависи. И затоа е родителот тука. Затоа сте двајца родители. Но доаѓаме до ситуација, сака и тоа да каже, не да даде придонес на темата, нели, ни ај са ти што знаеш, таму гледај, нели. На тој начин се внатрешниот глас на детето го правиме. Така. Да. Драган, споменавме за тоа, еве вака да резимираме еден заклучок, ако се сложите да дадеме кон зададената тема. Споменавме дека каков треба да биде пристапот на родителите кон децата, колку родителите треба да се саморегулираат и колку треба да градат еден однос, потопол, поприсен однос со своите деца, да ги допираат, да играат со нив и така натаму. Споменавме за тоа како да се однесуваме со дечињата кои што имаат атипичен развој, дека не треба да ги двоиме, туку треба да се однесуваме со нив како што се однесуваме и со останатите деца, со цел да произведеме некаков фокус, некаква емоција да провоцираме и така натаму. Меѓутоа, што е она што недостига во самото училиште? Онаму каде што детето влегува во еден организиран систем, онаму каде што поминува најголем дел од денот. Што е тоа што таму фали, бидејќи за едно дете да биде воспитано, потребни се сите подсистеми да функционираат, и семејството, и средината, но и училиштето. Што недостасува таму, според тебе? За да може да биде образовниот систем комплетен, мора да ги земеме сите аспекти од развојот. Не можеме само когнитивниот развој да го земеме. Сметам дека прво оделение е клучно, односно првите 2 години се клучни за моторниот развој на децата. Затоа што за да можеме да ги развиеме останатите вештини кои што се познати како говор, когнитивни способности, социјален развој, детето мора да биде свесно за себе. Мора да биде свесно за своји сопствените движења, да може да ги испланира тие движења, за да владее со сопственото тело, за да може потоа да владее и со сопствените емоции. Емоциите ќе му помогнат во однос на социјализацијата со децата, што реално е многу мал дел, нема време во училиштата да они се социјализираат. Ако има интерес, тоа се случува после часовите, ама после часовите па имаат факултативни активности кои што треба да ги следат. Тоа е па друг аспект на образованието. Финскиот систем, да речеме, е нешто кое што е направено врз основа на анализа на потребите на децата. Не мислам дека било кој систем може да одговара на ова поднебие овдека, освен единствен систем за нашите деца. А за да може тоа така да биде, треба да ги прашаме и децата и да направиме една генерална проценка или стандардизација, да се види кои се достигнувањата на одредена календарска возраст и врз основа на тоа ние да можеме да го поттикнеме развојот на децата. Ако зимаме и само пласираме пред децата нешто кое што функционира во светот, кај нас не може да функционира. Тоа е дефинитивно. Ако јас треба да одлучам за тоа, јас дефинитивно би ставил прво контакт со природата, многу почест престој во природа, многу повеќе проекти во кои што децата ќе треба да работат на себе и да работат едни на други и кои што не вклучуваат оценување за почеток. Меѓутоа исто и етика, исто и религија, значи мора да пласираме на децата повеќе од сите аспекти за да може да одлучат што е тоа што. Само да објасниме околу религиското образование дека ние воопшто не имплицираме ниту е таков пристапот кој што го применуваме дека тоа е чисто религиско образование, туку ние го земаме моралниот или етичкиот компонента од религиските системи. И тоа се обидуваме и самиот предмет се нарекува етика во религиите, до душа, не само во религијата, туку во религиите. И на тој начин ги учиме децата на оние вредности од кои што всушност според нашето мислење, сите етички норми и произлегуваат, затоа што која е најстарата етика ако не е религиската етика.
Ај само уште за ова пред да заклучи сестра Ефимија, што со пубертетот? Или во пубертетот? Оф. Еве јас со што се сочувам како свештеник. Еве неодамна, бидејќи беше периодот на исповед, нели многу доаѓаат, се радувам за тоа што се повеќе и повеќе млади и што се повеќе и повеќе пубертетли. Значи деца, младинци, младенки, како сакаме да ги наречеме, во таа возраст средношколска, која што за мене е најспецифичната некако. Може би грешам, но може би тоа е моментална моја импресија. Кај машките, субјекти, како да ги кажам, нели, кои што ја чувствуваат таа анксиозност, дезориентираност и заклучувам во неколкуте примери дека е отсуството на татковскиот инпут во севкупното време, не поминуваат заедно време, не разговараат. Ама еве и за други аспекти од пубертет. Па не е само таткото како фигура, туку е генерално возрасен некој, и тоа некој возрасен кој што ќе може да го води како во модел. целиот процес, точно, да биде модел и да во односите клучно е да има доверба детето. Ако има доверба, вие можете понатака да поставите граници. Ако нема доверба, само револт и отпор ќе добиете. Во однос на пубертетот, прво треба да имаме малку повеќе разбирање. Затоа што како напредува општеството, ние се повеќе очекуваме од децата на помала календарска возраст. Зошто? Затоа што они покажуваат поголемо разбирање на податоците, информациите, не знам, тие технички работи да речеме, ама не и во однос на емоциите. И сега во однос на пубертетот ќе добиеме секаква реакција, и не е тоа само пубертетот. Тоа е и фазите претходни кои што се во развојот на емоциите. Ќе добиеме некоја реакција и ние се запрепастуваме како можело така да се однесува. Не е моето дете ова. Ама така треба да се однесува детето. Ако сакаме да созрее, да биде стабилна личност, која што ќе може да си направи самоанализа, да може да ги регулира собствените емоции и утре да го пренесе тој систем на собствените чеда, тогаш мора да го оставиме да ги изживеат тие работи. Нема ништо страшно во лошо однесување ако одговара на возраст. На возраст. Да, кај пубертетлиите, ако ги викаме така, тоа е бура од се. Во таква ситуација... Дисбаланс во се. Па да, дисбаланс е тоа. И они и тие пробуваат да се борат со сето тоа. Прво, телото расте, им се спие многу повеќе. И ако ние им престапиме со тоа мрзлив си, стани, сето да. Значи дека воопшто не го познаваме развојот, човечкиот развој. Не можеме на тој начин да пристапиме. Треба да најдеме, тоа е веќе друга техника и друга возраст за различна методика, меѓутоа се наоѓа начин, се поврзуваш со детето и на тој начин пробуваш да го стимулираш, односно да се држиш до неговите интереси за да може да излезе од зоната на комфорт. Не можеме се што ние сме зацртале тоа дете да следи, затоа што ние така мислиме. Не веќе на таа возраст. Претходно да, меѓутоа кај децата во пубертет прво треба да им кажеме со што тие се соочуваат. И тоа треба да го направи родителот, не телефонот. Затоа што телефонот ќе понуди нешто кое што детето сака да го слушне. Генерално алгоритмите се тие, знаат што бараме и потоа го добиваме, го добиваме тоа што сакаме да го слушнеме. Недостасува комуникацијата, недостасува интеракцијата и нормално е да имаме проблеми. Ако отворено разговараме, многу и без бура од емоции, без осудување, точно, без критика, тогаш многу полесно ќе ги надминеме тие работи. Не сметам дека е некој критичен период нешто страшно, тоа треба секој дете да го помине, затоа што тоа е така по теориите на природата на развојот, меѓутоа од друга страна е еден личен развој. Затоа што таму ќе прават многу грешки и треба да ги прават тие грешки. Секој се е посебна теорија. Точно, ама врз основа на тие грешки ќе се надоградува понатака. Сега нормално тие грешки треба да бидат во граници на нормалата, да не посегаат по работи кои што може да им наштетат на животот, безбедноста и така натака, да. Така. Да. Драган,
заклучокот кој што сакав да го дадам, го даде самиот ти, кога ти го поставив последното прашање што правиме со образовниот систем. Она што сакам само да додадам е дека многу ти сме благодарни за гостувањето во нашиот подкаст и за се она што твојата професионална личност го сподели денеска со нашите гледачи. Ви благодариме и вие што бевте со нас. Не заборавајте да кликнете на subscribe и да станете наши поддржувачи.